Правдата не е задоволена, но жртвите од пожарот во Тетовската модуларна болница ќе добијат спомен обележје. На местото каде живи изгореа 14 луѓе започнува изградба на меморијален парк. Ова место ќе биде потсетување на трагедијата, посветен на загинатите, но и на сите оние кои ја бараат правдата. Министерот за здравство Азир Алију образложи дека овој парк значи одговорност, потенцирајќи дека меморијалниот парк нема да има прави патеки, бидејќи ни животот не бил правичен за овие луѓе кои трагично загинаа во пожарот. Овој проект не е за сликање. Овој парк не е украс. Тој е доцнежиот одговор што системот требаше да го даде одамна. Но денес конечно започнуваме. И тоа започнуваме поинаку. Меморијалниот парк што го градиме нема прави патеки, бидејќи ни животот не беше правичен за овие луѓе. Архитектурата ја следи филозофијата на прекината рамка, свиени патеки, дрвја што создава сенка за размислување и рефлексија. Символичен центар за да се памети и да се вети дека ова нема да се повтори повеќе. Со години наназад просторот околу модуларната болница во Тетово стоеше како руина, се додека не заврши стражната постапка за причините за пожарот. Потоа служеше како дива депонија за конечно целиот градежен материјал да се отстрани, а на иницијатива на роднините на загинатите започнува да се гради меморијален парк. Случајот за трагедијата во Тетово 4 години беше заглавен низ судските лавиринти. Револтот на семејствата чии блиски изгореа е огромен, бидејќи освен двајцата директори никој друг не е осуден. Тие велат дека директорите има вина, но вистинските виновници за смртта на нивните блиски не се нашле во судницата. За разлика од случајот во Кочани, каде на обвинителна клупа ќе седнат 60 луѓе, од бивши министри па се до вратарите, овој случај се сведува на продолжниот кабел и двајца осудени. Многумина бараат за модуларната да одговараат сите, од тогашниот министар Венко Филипче, преку функционерите кои дозволиле да се постави таков објект, па се до инспекторите на терен.